Млади родители со деца, но и повозрасни граѓани денеска напладне ги блокираа улиците пред Општинското собрание во Струмица. Со транспаренти и учебници во рацете рекоа дека не се против реформи во образованието, но не било какви, туку издржани според потребите и условите. Но одскокнување во образовниот процес, воведување на целосна дигитализација, кратење предмети како историја, работа со компјутери, англиски јазик, а посебно мајчин јазик и отфрлање на учебниците и нивна замена со дигитални уреди не се решение за образованието за децата. Ова го изјавуваме од граѓанска иницијатива учебници и настава мора да има. Нашите предлог барања се хартиени учебници задолжително да останат во употреба за сите оделенија во основното и средното образование. Да се исклучи сеопфатното родово сензитивно образование во основното образование, етика на религиите да остане изборен предмет, да не се спојуваат два или повеќе предмети во еден, да се образложи и аргументира кратењето на фондот на часови по определени предмети и влијанието во наставниот процес за истите тие предмети. Да се создадат соодветни услови за инклузија на децата со попреченост, хендикеп и посебни потреби. Да се креират протоколи за одржување настава со физичко присуство во услови на пандемија. Сличен е ставот и на другите присутни граѓани. Сметаат дека избрзаните решенија се на штета на децата. Јас како баба на 4 внуци сум против дигитализација затоа што сум сведок на онлайн учењето цела ова година. Што се случува со нашите деца? Значи, тие поминуваат по 5-6 часови на столче, загледани во мониторот, им се оштетува видот, им се оштетува телото. Друго, значи јас имам 63 години. Не можам да се помирам со помислата дека сите овие години, од кога знам за себе, ја сакам книгата, читам до ден денес и сите овие години ги воспитував моите деца и моите внуци сега да ја сакат книгата, затоа што нема поубав мирис од книгата, нема нешто поубаво кога почнеш да читаш. Ние не сме против дигитализација, сакаме модерни технологии, но сме против укинување на учебник. Учебник секој дете треба да има, не фотокопирана скрипта, се знае учебник. Нека си има реформирање, нека си има се, но ние сме против укинувањето на учебниците, исто сме против онлайн настава, бидејќи останавме единствена земја во која децата не ни одат на училиште. Ќе станеме земја на асоцијални деца. Присутните денеска се потпишаа на заедничката иницијатива против исфрлање на учебниците од наставниот процес. Порачаа дека ова прашање е важно и заслужува дури и референдумско изјаснување, за да се види мислењето на сите граѓани.